Почитувани граѓани, почитувани медиуми. ДПМН и министерката Јаневска по само 2 месеци, откако ја превземаа власта, потврдија дека образованието за нив воопшто нема да биде приоритет. Министерката Јанева вчера во скандалозна изјава рече дека учебници по странски јазик нема да има, но тоа не е проблем затоа што учениците учеле од серии. Тажно е што ДПМН постави министерка за образование, која, внимавајте, смета дека било важно децата само да разбираат странски јазик, а не да учат граматика, заменки и именки. Покрај оваа крајно скандалозна и комична изјава, во исто време, Јаневска потврди дека статусот на просветните работници за ДПМН не е важен. Потврди дека примањата и платите на образовните работници нема да се покачуваат како тоа што беше во времето на СДСМ. Ако биде се добро со растот на економијата, тие може да се надеваат на покачување дури во март. Ова се политиките кои го уништија образованието и го срозаа достоинството на наставниците, а сега ДПМН ги враќа на голема врата. Почитувани, потврда за тоа дека ДПМН нема намера да го напредува образованието е исто и ребалансот на буџетот, кој јасно ги истакнува приоритетите на владата, односно јасно потврдува дека образованието не е приоритет. Се кратат средства во програмите за инвестиции во образованието, како и во програмите за проекти во основното и средното образование. Ова значи дека ДПМН крати од програмите кои значат подобра инфраструктура, од проекти за поддршка на ранливите групи на дечиња и крати од програми кои обезбедуваат професионален развој и напредување на кариерата на наставниците. Во пракса, ова ќе донесе целосен застој во развојот на образованието. Ако ја погледнеме програмата на владата, предводена од ДПМН, во делот за образование, ќе видиме дека таа се обврзала на раст на платите на наставниците, како и сеопфатно подобрување на образовната инфраструктура. Очигледно е дека од тоа нема да има ништо. Уште една голема предизборна лага на ДПМН. Почитувани граѓани, наставници, родители. Пред вас е очигледната разлика во приоритетите на СДСМ и ВМРО ДПМН. СДСМ во услови на огромни кризи платите на наставниците ги покачи за над 55%, а за прв пат минатата година зема и регрес за годишен одмор. Ги покачавме студентските стипендии на 6.050 денари, кои предходно се исплаќаа во износ од 3.300, 4.000 и 4.400 денари. На 3.500 денари се зголемија ученичките стипендии. За прв пат воведовме стипендии за докторанти во износ од 18.000 денари. Ги вративме укинатите стипендии за постдипломците. Се воведе мерката субвенција за студентски оброк. Сите важни политики за образованието и младите ги креиравме заедно со засегнатите страни, кои низ диалог беа вклучени во подготвувањето на анализите и плановите. Сега министерката води јавна расправа во онлайн верзија. Тоа значи дека таа избегнува да се сретне со наставниците, учениците, студентите и воопшто со јавноста. Почитувани, СДСМ ќе остане посветена на образованието. Како конструктивна опозиција им порачуваме на сите вработени во образованието дека ќе бидеме нивни партнери во заштитата на нивните права и силно ќе се спротивставиме на политиките на оваа влада која свесно сакаат да го маргинализираат овој важен сектор. Ви благодарам.